Железните пари бабини е новата песна на македонскиот Балкан бенд, за која што неодамна снимија и видеоспот позади кој стои интересна и вистинска приказна. Токму денес во студиото на телевизија Сонце, од своја страна разговарам со еден од членовите на Балкан бенд. Топло ќе го поздравувам и ќе му посакам добре дојде на Злате од Балкан бенд. Добар ден, ти благодарам на поканата. Да ги поздравам и сите што не гледаат. За прв пат сум ја инаку во вашата телевизија и овде клима лади, да ти кажам, на друго место не кажувам кај не ладеже. Добро, ќе се препозна. Јавен сервис, али the big јавен сервис. Па се пријавив усред емисија, викам, ако сакате тендер, може да се пријавиме да средиме работа. И се бришевме вака, али овде супер, да ти кажам наискрено. Ти благодарам што ја прифати поканата. Ти благодарам што си денес овде и што ќе поразговараме и за сите оние проекти кои што стојат и кои што ќе стојат позади Балкан бенд. Од срце. Како си ќе те прашам, после олабавувањето на рестриктивните мерки, после пуштањето на свадбите, после надежта дека еве конечно ќе заиграме и ќе запееме на македонска музика? Ќе се вратиме во живот. Ќе се вратиме, така е. Па, после толку време, да ти кажам наискрено, не само ја, треба и сите да се држиме, нели? Колку можеме, пошто ова пред се удри психички на нас. Да не зборам са финансиски, здравствено и така натаму и така натаму. Така да, јас сум тип кој што у принцип сум позитивен, гледам секојаш позитивно на работите, меѓутоа реалист, не гледам позитивно онака безглаво и ајде битно да гледаме позитивно, а да знаеме дека нема шанси да се оствари нештото. Така да се држам добро, очекувам нели сето ова да продолжи како што е сега ситуацијата, нели со надеж да идеме кон подобро. И нормално, Господ да не чува од лоши нешта, што друго да кажам, немам друга порака до сите. Така, полека се враќа оној нормален живот кој што го имавме, да. Или така речено новото нормално кое што сега го живееме. Што се случуваше со Балкан бенд, еве, овие година и пол нанасат? Ние како и, мислам, како и сите, не знам за сите, еве, јас за нас кажувам, да речам, цело време сме нормално како група во комуникација, обмислувавме, работевме тековно додека беше оваа пауза на тоа што би правеле кога ќе дојде моментот, нели, да сработиме, да почнеме да работиме. И можам да кажам дека во периодот во кој што бевме, да кажам, како на пауза, сработивме еден проект со кој што, нели, еве, заради кој што сме и гости и кај вас во телевизијата и кај тебе во емисија. И тоа е проект кој што е изработен многу одамна, не е тоа од сега. Значи, ние ова го имаме завршено уште минати од септември. И еве сега сме скоро јули, да не речам без малку година дена го чувавме и го држевме во фјока, затоа што не чувствував, не само ја, него и колегите, момент дека може тоа или дека треба да се пушти. Може би и сега нели никој не може да знае, меѓутоа во ред сега ја гледаме ситуацијата дека е подобро и затоа решивме сега и да пласираме, еве, ова што го пуштаме сега, нели, нашиот нов проект. Тоа ни е спремно, веќе спремаме и уште еден проект и зборам за проект за би рекол за кавери или за како лајв свирка, нешто слично на оно што го правевме како минатиот проект што го имавме со Сузана Гавазова. Ова е малку поинаку, ќе има еден интересен многу гостин, не сакам да го најавам. Правиме обид да биде тој надвор од Македонија и плюс снимаме и договараме веќе, мислам, се у завршна фаза, работите со последни една, тоест две песни и со тоа го комплетираме албумот. Претпоставам дека до крајот на годинава, ако ништо друго, уште една песна и спот ќе извадиме и потоа со Господ напред. Железните пари бабини. Интересно е што спотот се снимаше, кажавме, дури 6 месеци. Така? Се издадова. Се издаде, ми каже позади камерите. Ајде повеќе за целиот овој проект. Како се работеше, кој стои позади текстот, позади музиката? Интересно е што спотот е според вистински настан, тоа ми остави посебен впечаток. Ајде се да откриеме пред нашите гледачи. Па, според вистинска приказна. Ние, уствари, реалноста е дека ние сите сме се соочиле со работи какви што се прикажени во песната, во спотот. Поточно ние сите сме или поприлично сите, да кажам, кои што доживеале баба и дедо, на тоа мислам. Сме имале баба, дедо, парички, па совети од баба, од дедо, пошто ова е
ова е песна или приказна за семените вредности, нешто што можам слободно да кажам дека во последно време тотално се изгуби кај нас. И затоа сметам дека полека, но сигурно дека песната ќе допира до сите, затоа што нема човек, затоа реков можеби не сите, ама поприлично кои што не доживеале баба и дедо и кога ќе слушнете одма ви се враќаат емоциите и сликите од детството, од баба, од дедо, нати паричка, купи си сладолед, направи ова, направи тоа. Така и се случува со песната. Апсолутно. И ова инаку е песна на Горан Јовановиќ Топче. Морам да го поздравам, значи еден дечко за кој што доправо ќе се слуша. Имам и уште една песна од него, таа е Ај Кјути Кјути, веќе е спремна. И таа е таа песна што претходно сега нели ја најавив дека Си издаде за ова? Да, па добро, тоа веќе го најавуваме. Така веќе и спремна? Да, таа е веќе спремна, договараме еден многу интересен спот со интересен лик, глумец, актерка. Малку ми оди тешко во преговарањето, не се работи ни за пари, ни за ништо, него се работи за тоа што актерката која што ја бараме се нема појавено реално никаде во спотови. Вели, ја избегавам таква работа, а пријатели имаме еден куп меѓу вас музичарите. Се вели, ако се појавам кај вас, ќе ми се наљутат другите, а приказната е одлично вклопена да она е баш на тоа место каде што треба да биде, но со Господ напред, ако не е, она нели нормално ќе иде и понатаму, така е. Така да тоа ни е следниот шекор што ќе го направиме од Горан од Јовановиќ, како што кажав. Негов е текстот и музиката. Так. Иначе снимане кај Дејан Момировски, XXL Studio, поздрав и до него. Со него сработуваме, скоро сите песни се направени кај него. А спотот е дело на Даниел Јовевски. Мислам, него веќе претпоставам сите добро го знаат. Он е дечко кој што е незаменлив кај нас. Соработуваме со него и овој спот сега нареден ќе го снима, така да поздрав и до Даниел. Тоа е една личност со која што брзо се разбираме, заеднички идеи ни беа овие и се најдов многу брзо. Така, Злате, ова е нешто ново од вас, нешто поразлично. Така е. Од каде инспирацијата за нешто поразлично и како еве публиката ве прифати со овој проект? Знаете како, ова ни е, мислам дека 8 или 9 песна, авторска снимена, и одлучивме малку во тие 8-9 песни да експериментираме, но до одредени граници. Да пробаме секдека помалку... А да бидете вие? Да, да бидеме ние, нели? Затоа што многу е тешко во ова време да направиш добра песна и не само тоа, него да направиш хит. И затоа рековме ќе пробаме малку повака, малку поонака, значи малку да експериментираме со стиловите, но да се држиме во границата, така, да не забегаме у некои крајности. И затоа рековме малку поразлично тоа што сме го правеле. Мене, најискрено ќе ти кажам, многу ми се допаѓа овој модел. Тврдам веќе, гледам дека одлично поминува кај публиката, кај слушателите, имаме навистина... И дека може би ова е правецот по кој што ќе... Па, не знам дали ќе биде правецот, ова нова песна Ај Кјути Кјути е малку поразлично од ова. Да, но имам и уште една која што е па слична на ова. Затоа реков, две нови песни се спремаат. Едната е Ај Кјути Кјути, која што навистина е, би рекол, забавњачка песна, е поп фазон, многу интересна, а има и уште една која што ја спремаме и со тоа сакаме да го комплетираме албумот. Тоа е песна која што е налик на оваа, нормално, сличности имаат, меѓутоа не е иста, али се слични, како фазон. Така да ќе видиме, не велам дека ќе останеме на овој фазон или на тој. Едноставно, тоа што сакаме или тоа што чувствуваме дека е добро, го прифаќаме, го снимаме и го пласираме. Така, ви легнали на прва оваа песна? Да. Дека ново, дека различно, кои се коментарите од публиката, кои се... Вака, знаеш како ќе ти кажам, јас една вечер му севам на Аце, да си ги поздравам и колегите, така, да. Поздрав до Нико, Боки, Аце, Алек и така натаму, да не продолжувам, пола емисија ќе ни одземат честитки, да. Не, на крај други некои ќе поздравам, мај на крај тоа. Една вечер му севам, викам, не викаат, викам на едно место, додиме да слушнеме некоја песна. И тоа беше 9-10. Ми вика, кај ме тераш сега? Викам, фаќај колата, викам, доаѓај со мене. И каде му, викам, кај Горан. Ајде, вика, ќе одиме. И одиме со него, седнуваме, човеков ни ги пушта двете песни. Аце е во принцип тип кој што, за да ви објаснам кој карактер, ја пример сум топ, зимај не една, дај двете, три имаш, трите ги зимаме. А он е тип као, слушај, окей, дај да размислиме, ајде една, че он е човек кој што малку повеќе дига рачна. И сега седнуваме, ги слушаме и ја
Викам, добри се, викам, ми се свига, поготоа многу невообичаена, железните пари бабини, ја се врти и ми вика, ги зимаме двете. И ја го гледам вака, Ти ова? сериозен си? Да, вика, двете идат у секунди, го гледам вака, викам, ти да изреагираш вака. Ги зимаме. Дури чудно и за мене нејасно. Значи, он ретко, стварно ретко така реагира. У моментот се договоривме нормално, двете песни сам апсолутно, оваа одма не погоди затоа што е навистина приказна која што стварно поаѓа. Поготово текстот кој ќе слушнете убаво, кој ќе се задлабочи, човек го слушне, навистина поаѓа, дефинитивно. Така, пеете различни, односно свирите различни видови на музика. А колку сметаш дека тоа е добро за да ве прифатат различни групи на публика? И колку вас ви е лесно или тешко можеби за да се прилагодите? Па тоа е тешко, не викам дека не е. Нормално дека е предност за да нормално секој вид на публика те абсорбира, те бара. Так. Ете, за среќа ние свириме и да кажем и забавни ствари, и рок ствари, странски ствари, македонско апсолутно, нели, што ни е приоритетно и главно. И можеби, не можеби, него сигурно ни е една предност во, да кажеме, во однос на други групи кои што се одредени само на еден или два фазона, да кажеме, во музиката. Точно дека е тешко, пробуваме да се прилагодиме, но мислам дека дефинитивно го изработуваме професионално тоа, добро и го цени тоа публиката и гледам дека не бараат буквално и за свадби кај што бараат и само забавни ствари од нас. Мислам, ние сме, можам да кажам, едно од, не знам, 4, 5, 6 групи у Македонија кои што свират Кои што стварно работат, да, не, ама и кои што свират свадби и кои што свират и клубови. И диска. Значи свириме и диска можеме да свириме така, и свадба. Такви групи се 5-6, нема повеќе. Кои што свират во диска да ги влезат, нормално таму се барат друг тип на музика. Така да тоа ми е драго и така да вие сте спремни за за се. А Злата, тука ќе направиме мала пауза, ќе ги поканиме нашите гледачи да го погледнат спотот и песната секако Железните пари бабини и да уживаат. Железните ситни пари, баба ми ги дари и ми рече, оди синко, дарувај ги за секој ден што страда за лев. Господ ќе ти даде повеќе за секој ден што страда за лев. Господ ќе ти даде повеќе. Некои лоши денови за сите мои добрини да се благословени. Сега сум најбогат на свет, мислат, а јас сум тука некаде. Јас сакам мојта Јана убава и трошам бабо повеќе. Поминаја многу лета, мене се ми цвета, но како меч од камен не излага една мисла што ме убива. Да е баба жива, една мисла што ме убива. Да е баба жива. Железните пари бабини ги чувам за некои лоши денови.
za site moji, moji dobrini, da se blagosloveni. Sega sum najbogat na svet, ni slat, a ja sum tuka nekade. Ja saka mojta, Jana ubava i trošam babo poveke. Železnite pari babini i čuvam za nekoj loši denovi. Zasite moji, moji dobrini, da se blagosloveni. Sega sum najbogat na svet, ni slat, a ja sum tuka nekade. Ja saka mojta, Jana ubava i trošam babo poveke. Така е, тоа беше Железните пари бабени, навистина преубав спот и преубава песна, како и преубав текст секако. А се враќаме овде назад во студиото со мојот денешен гостин. Продолжуваме со разговорот. Злата, јас ќе те запрашам што најмногу се бара од Балкан Бенд и зошто еве токму Балкан Бенд? Од каде името за Балкан Бенд? Може би пошироко од границите? Настапувате пошироко? Од кога го направивме тој проектот со Сузана, со нашата колешка и драга пријателка, да поздравим и неа, дефинитивно ни стигна доста понуди за свирки надвор. Ама за жал пандемијата не спречи да го направиме тоа. Имаше буквално не побара за свирки во Србија, во Хрватска, во Германија, во Швајцарија, дури веќе имаме и предлог за турнеја и за Австралија. Нешто што е добро, дефинитивно луѓето го гледаат и го ценат квалитетот, мислам, тоа е неспорно. Многу пати некој ќе ми каже, ајбе, овој народ не гледа ништо, не цени ништо, зашто да се борам? Не се слагам, затоа што, еве, ние го чувствуваме тоа, дека се она што сме го направиле квалитетно или сме подигнале скала погоре и погоре, дефинитивно резултатот бил се поголем и подобар. Да, апсолутно. Така да, името, не знам, името дојде спонтано. Само по себе? Да, затоа што, види, име е многу тешко да дадеш. Вака на изглед изгледа тоа, еве ќе ставиме некој име, ама кога ќе дојде моментот, дали е ова или она, да биде кратко, лесно, да едноставно. Да те познаваат по тоа, да те препознаваат така. Препознатливо, па не ова, не тоа, многу е навистина тешко, не знам, се вклопи некако Балкан Бенд, не знам, културно, фино, кратко, едноставно, препознатливо и многу лесно помина. Балкан Бенд, тоа е тоа. Така, се сложивме кратко сите и јасно. Тоа е тоа. Спомена соработката со Сузана, кажи ми со кои други имиња од естрадата може да се сретне соработка помеѓу Балкан Бенд? Па, ние на свирки во принцип настапуваме со сите. Тука нема збор, сите не само што се и врвни професионалци, него и со голем дел од луѓето сме и пријатели со музичарите, зборам, нормално пејачи и пејачки. Така да, освен со Сузана, со која што имаме направено проект во живо и имаме и авторска песна Камикази, во план имаме уште една таква најава, сега нели на почетокот ви кажав, тоа и го најавив, да направиме уште една соработка, веројатно ќе биде со пејач што ќе биде надвор од нашата земја. Тоа се уште го договараме, некој сличен проект на тој што го направивме као со Сузе, но ќе видиме нели од желби, од мисли, од посакување, од реализација има чекори што треба да се изодат, нели и пат, така да во план ни е тоа. А инаку соработуваме во моментов, значи зборам, со нас на свирки ја гледаат и Сања Димова, она е од Струмица, морам и да поздравам неа, она е еден вонсеријски пејач, преквалитетен пејач, млада преубава девојка за која што, верувајте ми, допрва ќе слушнете и да не кажеме како еден дел веќе од фамилијата Балкан Бенд, така да неа ја гледаат со нас и Јана Рафајловски на сакси кларинет и
верувам дека ја не го знаат сите, мислам да не го представувам посебно него, така да таа една голема, да кажем, екипа, има и други у позадина луѓе со озвучење, со разглас, меѓутоа доволно е ова. Така, како 5 члена на Балкан Да. Бенд, кажи ми колку е предизвик да се надополнувате меѓусебно и секогаш да сте, нели, синхронизирани. Тоа е најтешката работа, верувај ми, да работиш во екипа, веројатно и вие знаете овдека, кога работиш во екипа, неколку така е, неколку различни карактери, различни мислења, еден сака ова, друг сака тоа и види, на крај треба целта да ги оправда средствата. Ние секогаш даваме предлози, си се консултираме еден со друг, меѓутоа ако гледаме дека нештото оди добро, нели, зашто да не го тераме, ако пример јас сум кажувал и одело сето тоа што треба, зашто да го менјаваме сето тоа? Или АЦ, или Нико, небитно. Ние во принцип секогаш разговараме на сите теми, нормално дека имаме различни мислења, меѓутоа кај нас пред се преовладува другарството и мислам дека тоа е тоа што ги поминува препреките. Така се споивте, другарски? Па, јас со Аце се знам веќе 10 години, ние сме и кумови, фактички он ми е мене кум, да, и приватно, во принцип сме сите и иста генерација, со Сребров сме школски од времето, нели, он е постар малку од мене. Боки ни дојде како најмлад член препорака на еден наш добар исто пријател, соработник Орце Лазаров. Сакам да не заборам да си го поздравам и Стрико Орце, така да ние сме веќе како друштво. Да, како пријатели, види, кај што има пријателство, препреките се поминуваат, дефинитивно. Затоа што во ова професија по мене најбитна е енергијата. Ако јас нема онаа убава позитивна енергија, ние колку и да се преправаме, публиката тоа го приметува. Така да затоа велам кај нас е пред се пријателството и мислам дека се надевам дека ќе продолжи така. Позитивно. Така, покрај песната која што најавивме следно, што да очекуваме на агендата од Балкан Бенд ТВ? Па, ова, кога завршиме оваа година, да кажам со ова уште една или две песни, тоа е финално, со тоа сакаме да го комплетираме албумот, 10 или 11 песни, евентуално и уште еден проект кој што ви го кажав, и мислам дека финално планот ни е да биде да направиме една голема промоција на тој цел албум. Зависи еве од мерките, од протоколите, не сум сигурен дека ќе успееме за септември да го направиме тоа, меѓутоа веројатно наредното лето, затоа што треба време, нели, да се испромовираат можеби таа уште една песна, да се направат, да се снимат спотови, малку ќе побарува време, меѓутоа финалето би било една промоција на цел албум, на некоја одбрана локација, со сите новинари, со одбрани луѓе, и тоа веќе го планираме веќе 2-3 години, наискрено ти кажам, и стварно сакам да го направиме да биде профи и конечно со тоа да одбележиме, да кажеме, еден период од 5 години работа, буквално. Одлично. Јас ке те запрашам, што до тогаш, дали веќе имате можеби закажани свирки, Да. дали веќе можеби ве бараат по настани, по прослави? Свирки има премногу, малку настана некај нас, кај сите, нели, она поместување, хаварија, ја да речам, во свадбите. Значи имаме премногу побарувања. Од лани што не се свирија, се преместуваат сега, па кој можел, па кој не можел, па невестата бремена не можела сега. Дај уште малку да поместиме, нормално е тоа. Нели, ситуацијата кај сите го измести сето тоа. Свирки има многу, свадби има премногу. Ние веќе свиревме, се држиме до протоколите, гледаме да почитуваме така како што е наложено, затоа што јас се ги апелирам и не само до моите колеги, него и до сите што ќе бидат присутни на тие настани, да се чуваме, да ги почитуваме протоколите, за да не испадне нешто, не дај Боже, малку да ескалира ситуацијата, затоа што Па пак да се вратиме. Па ако прво по нешто удрат, владата, здравствена комисија, тоа ќе бидат свадбите, ресторани за свадби, клубови, и ако некој навистина најмногу осети во оваа пандемија, тоа сме ние музичарите, свадбарската, да речем, индустрија, дискотеките, клубовите. Точно, не сакам ова да правам. Да. Ние бевме буквално од 16 март ланската година до сега, ева да кажам, као под клjuč. Не смеевме ништо да правиме. Тоа е
ужасно тежок период и не би сакал веќе да се повтори. Затоа апелирам колку може да се почитува, за да не испадне да се ескалира и после да дојде на она, ете, ви рековме, вие сте криви, еве од каде почна све назад. Така да затоа така полека да па одиме? да, гледам дека и колегите и меѓу нас гледам се апелира, Така. внимавајте, избегнувајте внатре луѓе, смирувајте ги ситуациите. Знаеш, малку фали за Многу нешто малце. Да, апсолутно. И затоа многу внимаваме на тоа, дефинитивно. Инаку свирки има, фала му на Бога и тоа е веројатно плод на оно што го работиме. Така, Дефинитивно. несумнено. Да. Злата, овде ќе ти се заблагодарам што ја прифати уште еднаш поканата, ако остана некој не поздравен да го поздравиме. Да. Значи да, имам да се види, ја многу поздравам, еве да си ја поздравам и фамилијата моја, која што ме гледа, никогаш немам, немам намера, него не сум имал можност еве да ги поздравам, еве се ги поздравам и нив. Ќе ги поздравам Посебно јас. еве сега, thank you. И еден поздрав до Каја, посебно и поздрав до Никита. Никита е еден млад дечко кој што има 8 години, Нини го викаме ние. Он е иначе басист, свири бас гитара и да го слушаш поише наставникот и таткот и одлично свири бас гитара. Чао Нини. Еве ми рече да го поздравам, морав да го поздравам. Готово, јас го поздравувам, да го слуша учителот. Вежба. Да, дефинитивно. Ти благодарам што ми остави простор. Благодарам, ќе се видиме, се надевам и убаво ќе си поминеме на вашата промоција. Ви посакувам уште многу нови наслови, многу спотови и секако убава енергија каква што и ни ја донесе во студиото. Ти благодарам многу на поканата. Ми беше навистина задоволство да бидам кај тебе во емисија. Ги поздравам сите што не гледаат. Па здравје, ако не, можеби кај тебе некојаш на свирка. Не на свадба. За седнак поглед на надоле. Не на свадба. Рано е. Па некогаш реков здравје, Да, мислам сигурно на нема да свирка, биде да. тоа за 20 години Ова да јас престане. се препознав, кога си имаш мувато Се најде во муаветот, не беше ово договорено. Ти благодарам уште еднаш од срце и ти посакам уште многу успешни емисии. Задоволство ми беше да бидам гостин на вистина. Фала ти. Почитувани гледачи, овде ќе се одјавиме од ова издание од своја страна, токму со уште една прекрасна песна од Балкан Бенд, Стари песни, стари другари. Ќе ви посакам да уживате, а на самиот крај да не заборавам да ги поздравам бутик Мај Мода, кој се наоѓаат во центарот на Скопје, и мојата шминкерка Самра и Мери. Ние ќе се видиме за 7 дена во истиот термин. До тогаш, уживете. Јас не бев искрен, не бев искрен со тебе и не ти кажа. Ти што си за мене, не си како сите други. Ти во мене чувства будиш, во срцево што заспано е. Колку ли вредат, колку вредат тие зборови. И кога пред сна се кажа ми, кога мракот ќе те скрие, сега мене тешко ми е да не мислам на тебе. Со стари песни, стари другари, со старо вино ќе ме раздели. Додека мислам сега каде си, со кого спиеш, дали ме заборави. Со стари песни, стари другари, со старо вино ќе ме раздели. Додека мислам сега каде си, со кого спиеш, дали ме заборави. Како би било сега да се сретнеме, како би било се одново да започнеме, кога градот спие, сами да сме ние, се за тебе да оставиме. Време ќе пројде, време ќе ни покаже дали сме тие, дали сме вистинските
da te